Почитувани, маските конечно паднаа. Оние што го пратиле господинот Ван Хојте во неговата мисија, очигледно дека не успеа. Во состојба на очај и немоќ, на крајот од својата валкана мисија, господинот европски дипломат неочекувано го раскажа целото сценарио и целиот заговор против Република Македонија. Во своето интервју за Дојче Веле тој признава дека изборите нема да променат ништо, односно Социјалдемократскиот сојуз повторно ќе загуби и дека владеачката коалиција повторно ќе победи на овие избори и дека тие доживуваат неуспех, односно не успевале да го поткренат рейтингот на неспособниот Социјалдемократски сојуз. Затоа тој бара нова алтернатива. Бара адхок влада од најмалку 2-3 години и додека Социјалдемократскиот сојуз малку не го поткрене својот рейтинг и верувале или не, тој истиот бара меѓународна интервенција во суверена, независна и самостојна Република Македонија. Не, господине Хојте. Но пасаран, таа работа нема да ви помине. Ние не сме криви што сте одбрале во Македонија погрешен и неспособен партнер. И нема да ви дозволиме да правите вакви мешања, затоа што ние македонците после 1000 години имаме собствена држава, за која што сме гласале и за која што низ историјата сме пролеале море крв и нема да дозволиме така лесно вие да се поигрувате со овие 2 милиона граѓани на Република Македонија. Почитувани, и кога сме кај историјата, која му е на Ван Хојте очигледно најновата играчка покрај мачките, во своето интервју ја кажува најголемата навреда за македонскиот народ. Тој вели, цитираме: "И децата во Македонија при тоа мора да учат фалсификувана историја." Повторуваме, фалсификувана историја. Ова е истиот оној термин кој го употребуваат Бугарија и Република Грција и буквално ова истиот оној термин кој што е рак рана во односите меѓу Република Македонија и во Бугарија и кое што понижување го трпиме сите овие 7 децении и за ова историја која што македонските патриоти ги дале своите животи. Дали е сега јасно што Гром предупредуваше пред една година? Дека странските разузнавачки служби се обидуваат да воспостават квистишка власт во Република Македонија преку Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз, кои што треба да служат за туѓи интереси, да ја прекројат нашата историја, да го променат името, да го променат идентитетот и се она што им е потребно на тие агентури. Меѓу другото, да ја ревидираат, значи, и нашата историја. Не постои дипломат во оваа историја 25 годишна откако сме самостојни, кој кажал поголема навреда, кој што искажал поголема дрскост овде во Република Македонија и покрај она што кажа дека Република Македонија е грчка собственост, тој си ја отвори на вистина душата и овој пат, како што рековме, не преку мачките, туку директно ни соопшти што тие имаат намера и кои се нивните извршители. Е сега, граѓаните на Република Македонија имаат убава можност да препознаат што се беше целта на оваа едногодишна циркусијада и за тоа навистина треба да му бидеме благодарни и како граѓани својата благодарност треба да изразиме со тоа што ќе го прогласиме за персона нон грата. Ако сме македонци, ако имаме достоинство и ако навистина држиме до своето, овој човек повеќе не треба да биде во Република Македонија и сепак Република Македонија е место за понормални политичари и дипломати кои покрај тоа што ја сваќаат политиката за валкана работа би требало да имаат барем трошка чувство и тоа човечко чувство и особено кога во моментот мечката на Ван Хојте му игра дома во Брисел, кога му гине сопствениот народ, тој не покажува трунка загриженост, туку се грижи за историјата на Република Македонија и наводно од понеделник истиот ќе продолжи да работи што се вели free of charge, односно бесплатно. И ние само се прашуваме докаде може да оди неговото лицемерие и тој треба да знае дека воопшто граѓаните на Република Македонија не се наивни во неговите намери.